30 семејства од Кочани кои живеат во зградата каде пред месец дена избувна пожар, бараат од ЕВН итно да ги исклучи сите корисници на струја кои не се од нивната зграда. Оваа шалтала е прилагодена за 30 станари кои живеат овде. Така да, ако имаме преоптеретување и самиот систем се распаѓа, у смисло на тоа дека може да дојде до повторно запалување, така да мора да се сите кои се приклучени, овде имаше и на дело приклучени, да тај проблем го реше електродистрибуција. Барањето овдешните станари го темелат на сомнежот дека причината за пожарот од пред месец дена е преоптеретената мрежа. Претходниот ден од дистрибуција е дојден овден мајстор кој што приклучувал на некоја од пицериите струја и утредента, веројатно од преоптеретување на системот овде изби пожарот. Имаме проблем што сметаме дека овој доводот што е на струјата во влезот е преоптеретен со приклучување на пицерии. Своето барање станарите го доставиле до ЕВН, но тврдат дека досега одговор немаат. Јас напишав писмо до дистрибуција од куќниот совет во кој им напишав дека треба овој влез е собственост на станарите и тие треба да си ги решат кафичите, мислам по нивните прописи како, а не да ги приклучуваат на нашиот довод. Јас писмото го предадов на 7 јануари, до сега немаме никаков одговор. Освен постојаното живење во страв повторно да не се избувне пожар, овдешните станари имаат и друг проблем. Тие се загрижени и за нивната безбедност, зашто деветоспратната зграда нема внатрешно осветлување. Проблем е сега со степенетите, бидејќи немаме ние струја таму и треба исправно да се тоа поправи и да имаме до 9 спрат околу ова зграда, мислам овој дел од зградата, да имаме струја. Како се сногате навечер? Па навечер како, импровизирано е направена светлост, односно споени се неколку сијалици, така да се качуваме некако, лифтот ни функционира у секој случај, бидејќи без него уште потешко би било. Инаку, пожарот во една од најголемите згради во трговскиот центар во Кочани избувна пред месец дена. За среќа помина без човечки жртви или повредени, а опожарени беа неколку електрични броила.